Од 17 до 22 јули годинава по 15 пат Центарот за култура Марко Цепенков со поддршка на Министерството за култура ја реализираше меѓународната ликовна колонија Дрин 2023, на која твореја се дружеа и разменуваа искуства 20 уметници од земјава и од странство. Павлина Копано, Славица Танеска, Александра Димитрова, Мирјана Карнасети, Дамјан и Елена Ѓуров, Стефан Анчевски, Благој Чинумновски Бане, Методи Исков, Маја Ралева Миладиновски, Филип Јовески, Филип Перески, Маја Танеска, Тони Чатлески, Верче Николовска, Славчо Павлески, Габриел Димитровски, Филип Ристевски, Елена Пантелич и Маријан Стојановски. Создадоа вредни дела што ќе останат во трајна собственост на Центарот за култура Марко Цепенков и на државата. Оваа година е јубилејна година за ликовната колонија Ден, која што слави 15 години од нејзино постоење. Низ годините колонијата има остварено значаен уметнички фонд на дела, како од домашни, така и од странски автори. Кој фонд изнесува преку 400 дела кои остануваат во трајно наследство на Центарот за култура, но исто така и на државата, односно на Министерството за култура. Сакам да изразам благодарност до Министерството за култура што го вреднува и поддржува овој проект. Ова е моје прво учество на оваа колонија, инаку досега имам учествувано на повеќе ликовни колонии во Македонија меѓународни и можам да кажам дека навистина се чувствувам многу убаво и посебно, бидејќи секогаш е добро за уметниците да бидат заедно, да разменат искуства, да ги разменат своите идеи за уметноста и едни од други да исцрпат енергија, нови сили за понатамошно творештво. Ова се моите дела кои што ги сработив
оваа година на ликовната колонија. И очекувам и понатаму убави и убаво дружење помеѓу нас и убави сработки. Ова година ми е драго што сум дел од оваа екипа на оваа ликовна колонија Дрен во Прилеп, каде што твориме и се дружиме веќе неколку дена. Во изминативе денови создадов едно дело составено, односно триптих составено од 3 платна, каде што ја пренесувам мојата експресија, моето доживување за време оваа ликовна колонија. И се надевам дека на крајот ќе имаме убава изложба, која што во иднина со мојот колега Маријан ја планираме да ја превземеме и да ја носиме во Кочани, во нашиот центар за култура. Патем и ваквите средби се и за такво проширување на соработка како професионална, така и меѓуинституционална. Таква е и нашата цел. Навистина, уште еднаш ќе кажам, ми е драго и благодарам што ме поканија да бидам дел од оваа ликовна колонија. Сега ми е ова втора година каде што доаѓам на оваа ликовна колонија Дрен, каде што мојот почитуван колега Маријан Стојановски ме покани. Фантастично друштво, секоја година јас кажувам дека најдобро се дружиме тука. Фантастично место, Прилеп е прекрасен град. Баш во лето за некое чудо имате многу народ, многу убава култура, многу добра програма, морам да признам за култура, така што сум навистина воодушевен од сето што се случува во Прилеп. И што друго да кажам, освен за моето дело, кое што е геометриска абстракција, односно урбан пейзаж, што се бавам сега во нешто во последно време, каде што преку геометризацијата ги изразувам моите видување спрема реалноста, да кажам така, спрема објективизацијата на екстериерот надвор во градот. Искрена година славиме еден мали юбилеј 15 години. Ми е огромна чест што чина на полна галерија,
позитивна енергија, многу креативна атмосфера цела недела и морам да кажам, за жал некако многу брзо ми помина време. Меѓутоа што е? Тука е, мислам дека во текот на годините колонијава Дрен од година во година станува се поквалитетна и поквалитетна. Значи град Прилеп има за што да се горди. Меѓутоа не само град Прилеп, Центарот за култура и Република Македонија. Мислам дека стануваме еден сериозен фактор во државата кога станува збор за ликовни колонии. И не само можам да кажам, тука не планираме да застанеме. Секоја година ќе воедуваме по некоја новина, по некоја нова дисциплина. Сите знаеме дека уметноста е водилка во животот и во историјата. Така да ние создаваме историја за која што и ние, и нашите поколенија, државата, градот би биле горди постојано. Така да голема благодарност до сите учесници за нивната креативност во овој период. Имаше многу убава енергија, многу убава атмосфера и многу убави дела на кои што сме горди ние како центар и како уметници. Сигурно сте вие уште погоди затоа што сето ова излезе од вашата имагинација и вашите срца. Изложбата на делата од колонијата Дрен 2023 ќе бидат изложени на изложба во есенските месеци, преку која љубителите на уметноста ќе се запознаат со делата што ги создадоа годинашните уметници.